Топ 3 јутубери во Македонија, дечки, кои се тие топ 3, останете до крај за да го знаете. Let's go! Океј, денеска снимаме Q&A, значи после кој знае колку долго пак му текна велјан Q&A. Многу не должам, сакам одма да почнеме со Q&A прашањата. Единствено што ќе кажам, ставете лайк и ставете subscribe за да видите кои се 3 најдобри јутубери во Македонија. Let's go, дечки. Значи прво ова морам да оставам, дали би биле отворени за соработка со нас. Нема да го ставам која е фирмата која пишува, но вие доколку сте и доколку сакате да соработувате со мене, пишете ми во DM, можеме се договориме за било каква соработка, мене не ми е проблем. Тука сум секогаш за сите. Така да, идеме на следно прашање, али да, секако дека сум за соработка. Како ти поминува цел ден во кратки црти? Генчо, ова прашање ќе ти одговорам од проста причина што сакам да ви доловам еднашка за секогаш кога ќе ме прашате зашто нема на YouTube видеа? Кај ти се видеата на YouTube? Зашто не ставаш ниту... Вака, мојот ден кога сум во школа. Еве, ќе земеме во обзир дека сега сум прва смена во школа, а и сум станувам во 6 сабајле. Добро, сега некад каснам, некад станам 6:30, таа моја треба да сум 7:30. Школа, али нема врска. Во главном станувам во 6 сабајле, станувам сабајле, мијам коса, мијам заби, се облекувам и тргам за наке училиште со мојот другар. После тоа завршувам со школа, доаѓам дома и овие 2 недели веќе нешто стварно ми се приигра Minecraft. Ја место тој Minecraft да го снимам, јас си го играм со другари приватно, па ти бато велјам. Мора земи уви се, брат. Така ми поминува денот, значи дали ќе фатам нешто да се вежбам медитирање или ќе фатам да играм Minecraft или ќе земам. Пак битно во главном е на компјутер. Завршувам со компјутер и легнувам за утре дента пак да станам, но сега е 12:24. И да, во главном Генчо, така ми поминува мене денот. Сега идеме на следно прашање, кој прашува која година си. Ако се подразберам тоа колку години имам 16 години, годинава полнам 2026 17 и сум 2009 година за тие што ви интересира, као што кажам на секој Q&A бе, брат. X Саздо или не знам како да ти е имео, брат, прашува дали ќе правиш песна во скоро време. Искрено планирав да правам песна до пред некој месец, односно летово, али за брзо не планирам затоа што мислам дека се уште е рано и дека нема потреба за сега. Иначе фала му на Фичо што ми помогна околу тоа за текст, али во иднина доколку планирам да се реализира, ќе го искористиме тој текст што веќе е напишан од страна на Фичо. Поздрав до тебе, брат, ако гледаш видеова. Кое одделение си анонимно? Па не сум одделение, него сум втора година средно. Боки, брат мој, прашува кој ти е најголем сон. Најголем сон ми е да успеам во YouTube. Не ми е сон колку што ми е желба да успеам во YouTube. Сега дали ќе успеам, ја не знам. Така да оставаме се тоа да каже и днината. Но да многу не дужам, идеме на следно прашање. Дали си помислил некогаш да се откажеш од YouTube? Прашува Бетрикс. Ова прашање веќе милион пати добро, не е милион пати, али е 2-3 пати поставено. Еве пак ќе одговорам, не сум помислил да се откажам од YouTube. Значи, ако веќе имам помисла да се откажам од YouTube, верувајте дека такво нешто ќе се деси поради тоа што едноставно штом ти дошло до таа мисла, веќе сакаш да го реализираш. Или имаш некои проблеми кои те спречуваат во тоа, мада не сум помислил и не планирам да се откажам па ни блиску. Дали го сваќаш YouTube сериозно или онака плис анонимно? Види, сериозно е како платформа, не викам дека не, од него може да се прават многу пари, покрај тоа може да се прави многу публика, може да те дознаат цела јавност. Во моментов, според тоа колку сум редовен, очигледно е дека не го сваќам YouTube сериозно, иако сакам, значи имам огромна желба да бидам многу поредовен. Али во главном да. Виктор ќе праша дали некогаш за да избегаш си се фрлил од прозор, ама на прв кат. Вајда мислиш од школа на прв кат од прозор? Не сум се фрлил. Брат, ако ми се бега, се му извагам од врата и си одам, брат. Нема што да се фрлам. Разбираш ти тоа или не бе, брат, какво фрлање? Кај доби желбата да снимаш на YouTube? Тоа што гледав многуми на јутубери кои снимаат, од овие што веќе се тридени од YouTube до овие што уште снимаат, ја добив поради тоа што гледав и интересно ме привлекува, сакам да ги правам овие работи. Едноставно тоа е тоа, брат. Тоа е фактот, не постои друга причина поради која јас почнав да снимам на YouTube, така да. А сега идеме, кои се топ 3 јутубери во Македонија? Топ 3 јутубери во Македонија, Блеро, стварно ова не може да ти го одговорам. Еве поради проста причина. Види се. Топ 3 може да бидат за мене јутубери кои снимаат геј. Топ 3 може да бидат за тебе јутубери кои снимаат real life контент. Топ 3 јутубери може да бидат за тебе кои снимаат влогови. Тоа е различно до контентот, до човекот кој сака контент. Сега, као мој јутуберско мислење, јас сметам дека еден од најактуелните, а и најредовните јутубери сега во моментов се Попович на number 1. Хец почна малце понередовно, но
реално му се топ и сега видеата. И можеме тука негде да го вклопиме Томке што се активира, мада и тој е нередовен, али се активира. Стварно му е предобар едитор, стварно е све топ, така да тука негде ќе оставиме во ранг негде со Генчо, и не поради тоа што ми се сите тие тројца другари, него поради проста причина што стварно Генчо е малце поредовен од тоа што беше, па поради тоа кажувам дека може да се рангираат Томке си Генчо, така да во главном да. Јас сметам дека Блеро ти имаш уште малце се потрудиш, немој ме сватиш погрешно, не мислам ништо лошо кон тебе или кон никој друг кој во моментов не го спомнав, него едноставно така сметам и ти ме праша за мое мислење, тоа се подразбира. Така да, ете тие. Играш ли Fortnite со субскрајбери? Доколку имам желба и доколку упалам стрим, можно е да играме затоа што единствено само Fortnite играме на стримови, така да. Дали ви почнал некоја адвенчер игра као серијал? Тоа ти е јако прашање, тоа зависи од вас, не зависи од мене. Доколку вие сакате, пишете ми во коментар дали сакате да гледате некоја адвенчер игра или не сакате да гледате адвенчер игра и кои игри би сакале да ги гледате доколку сакате да гледате игри. Али во главном да, тоа зависи од вас. Ова е последното прашање за денеска. Ако имаш во моментов милион евра, што би направил прво? Сега мене во моментов лично што ми треба би си купил мој стан. Тоа знам да си имам брат место за живење, би си купил опрема за YouTube и вложил во YouTube видеа, би дал на моите. И во главном милион евра се тоа многу пари, што реално не знам ни дали има некој на светов толку многу направено пари, али во главном да би имал толку пари би ги искористил на разни работи, капитали, можеш да градиш со них, можеш да градиш некои фирми, стварно можеш многу ствари да градиш, можеш многу ствари да правиш, можеш многу ствари да имаш. Дајте ги така на тие што немаат, купи си тоа што ти треба, тоа е. Но дечки, фала и на сите што го изгледавте видеото до тука, повторно ќе кажам, одговорив на топ 3 јутубери во Македонија, не ми се верува. Имајте убава вечер или убав ден и ние се гледаме во наредното видео. Се надам што побрзо. Поздрав!